македонците, јас велам дека имаат цврст, стабилен идентитет, затоа што никогаш никому не го оспориле нивниот идентитет. Македонците, историски вратете се кога сакате назад во историјата, никогаш никому не го оспориле неговиот идентитет. Никогаш на грк не му рекле ти не си грк, ти си македонец, никогаш на албанец не му рекле ти не си албанец, ти си македонец, никогаш на србин не му рекле ти си србин, ти си македонец, никогаш на бугарин. Добро се. Ме сваќате, нели? Добро. Да, малце се шалам, но генерално ми ја свативте поентата. Земајќи ги сите овие работи во предвид и оно што се случуваше во Албанија за време на пописот, кај што албанската влада директно во спрега со одредени бугарски структури дозволи да се изврши еден фалсификат на пописот, за да се така да кажем, минимализираат македонското малцинство тамо, што повеќе. А знаеме дека тоа е процес кој што бугарите почна да го прават во Албанија години наназад, со индоктринација, со пропаганда, со ова она. За тоа време, македонците тамо, Македонската партија, како се вика таа, Македонска алијанса за европска интеграција и некои други здруженија, за жал, и они имаат своја вина во целата таа работа, а од друга страна, не дека не реагираат цело време, но не наидоа на соодветна поддршка од македонските власти, македонската држава пред 6-7 години и така натаму. Затоа се случи ова што се случи. Бугарите практично на вештачки начин успеа тамо да создадат бугарско малцинство со директна дозвола од албанската влада и опозиција, затоа што тие имаат амин за тоа и од опозицијата тамо, ако некој не зна. Така што, знаејќи ги сите овие работи у предвид, земајќи ги какви се, македонските власти, вистинските патриоти во полицијата, обвинителствата и не знам кои други институции, треба да почнат сериозно да се занимаваат со одредени странски агентури, особено нели во Македонија, и да почнат полека да ги чешлаат нивните пропагандистички алатки, нивните пропагандисти, нивните агенти на наша територија, нивните здруженија, да ги испитуваат сите врски што ги имаат овде, со кои луѓе, надвор, во нивната матична држава, со кои луѓе и така натаму. И полека да се откриваат нивните идентитети, кој работел длабоко е вмешан во негација на македонството, на македонскиот народ, на македонскиот идентитет, да бидат процесуирани веднаш, дел од нив да бидат избркани од овде, протерани, дел од нив не знам што. По слободен избор. Исто така, го замолувам обвинителството МВР, во кој што има патриоти македонски, кои што се надевам сега се на позиции кои што одлучуваат за некои работи, веднаш да преземат дејства, да се банираат одредени портали, платенички, пропагандистички, кои што работат на за бугарски антимакедонски агенди, интереси,
да се контактира администраторите, не знам тоа Facebook како иде тоа кај нас, делот што е под овај озрачување македонско, така да кажам. Веднаш да се ударат рестрикции на овие портали, не мора ние македонците во собствената држава и понатаму на Facebook и на другите социјални мрежи да ни излегуваат овие блювотини што ги објавуваат тие портали, медиуми и така натаму, чија цел е труење на македонската нација, на македонскиот народ поправо, обид за пропагандистичко делување, обид за подкопување на македонското национално ткиво. Значи, веднаш мора да реагирате, МВР и обвинителството, овие платенички портали и медиуми да бидат забранети, банирани, што знаете правите. Само повеќе да не ни се појавуваат на социјалните мрежи. Треба да сватите сериозно оваа работа во врска со ствариве со кои што ви ги зборам. И јас се надевам дека и голем дел од вас таму и ги сваќаат, а бога ми порано сме правеле со некои од луѓе, сум правил муабет што се тие овакви институции. Па се надевам дека барем малку сум бил сериозно сватен, затоа и ја правам сега ова видео обраќање, видео порака за уште еднаш да ве замолам да почнете да действувате во вистински правец и полека да почнете сериозно да се занимавате со петата колона во Македонија, со сите предавници, квислинзи, платеници, агентурни мрежи, оти ние македонците мора прво мирот да си го најдеме во собствената држава. Прво, овде треба да ги средите работите, македонецот да се осеќа како македонец во својот дом, заштитено, безбедно, смирено, во секое време, во секој час од денот и од ноќта. Па после да се види што понатаму. Ви благодарам за тоа што ми слушавте. Знам дека е ова време на одмори, плажи, ладење, бикини, напучени усни гзиња, ботокси, филери, дилери и други срања, но секогаш имајте во предвид дека се е важно на овој свет. На многу од вас кои што се сега на плажите, ова што им го зборам им згледува можеби депласирано, без везе, што кој мој овој 9:30 се бајле паламуди за вакви работи. Видиш тубаво тука природа, море, китови, ајколи, некои без гаки, некои со гаки. Но веруете, таа форма на скриен дефетизам треба сите да ве напушти полека, затоа што ако останете без свој народ и останете без своја држава и без свој дом и без својата татковина, ќе поминат можеби години, вашите патувања, морења, ботокси, филери, дилери, шмркања, бркања, мркања и ова, уште некое време може да ви значат некое прибежиште онака, но со тек на време ќе сватите дека немаат никакво значење ако останете без свој народ и без своја држава. Знам дека ова многу од вас нема да го разберат што го зборам у моментов, но се надевам дека
еден ден ќе успее да некако да им некој или сите ние заедно од многу зборење да им го дотуркаме ова од газот во главата и да го сватат. Благодарам, имајте убав ден. Поздрав до сите македонци во светот, особено затоа што им е многу тешка ситуацијата. Поздрав до нашите македонци во Албанија. Не се давајте, сплотете се, бидете како еден. Ние тука ќе направиме се да добиете конечно максимална поддршка од македонската држава и секое добро.